Боемски улици, ресторани, кафулиња, стари тврдини, Сава, Дунав и Калемегдан. Историја, ноќен живот и култура. Белград не треба само да се посети, туку треба да се доживее. Добро дојдовте во Белград и уживајте во неговите приказни. А ние кај сме? Утре во 3 шешира закажено. А 3 шешира ова елени беа, да бе. Чека да го најдеме. Шетамо се улицом Јевремова. Снимаш? Цело време. Не, почекај. Читај. Кажи. Да. Кажи нешто. Весто сум многу. Ев, ако баш убав си. Кафе Рома е беа Да го позади. снимиш и улица Доситеева. Ај, Доситеева. Да, значи се наоѓаме на ќош помеѓу улица Доситеева надоле, а уствари одиме по улица Господар Јевремова, а Господар Јевремова, како што прочитав, не сум стручнак и не сум некој водич, е една од типични белградски музеи на отворено, затоа што тука се наоѓаат многу стари убави куќи на познати личности, музеи, културни центри, а на крајот на улицата е музеот на театарска уметност, музеј позоришна уметност. Само мислам дека денеска не работи, сабот до 2, малку закаснете. Шетаме така јас и Бики по Господар Јевремова, сосема случајно. Налетавме на македонско знаме. Немам појма што е ова, сега ќе видим. Што е некој нормална плата со тебе? Не, пред амбасада на Македонија. Не знаем. Добре. Та добро место избрале за амбасада. Да, бе, Една од убаво. главните улици во Белград. Господар Јевремова е една од најпознатите. Овде морам да го снимам. Како се викаше овој? Радмиловиќ. Радмиловиќ, Зоран Радмиловиќ. Зоран Да. Радмиловиќ. Закон, човече. И он партизановец. И он ли беше партизановец? Ау. Браво. А кај е Звезда? Надоле? Бики што викаш ова мајтаплија вистина ти. Да, мајтаплија вистина. Па не знам да ти кажам, во секој случај е интересно. Да. Мали Монмартр, чошак Салвадора Далија. Да. А инаку таму е Еди Грант на еден мурал и вика I wanna show you Belgrade, Еди Грант. Значи, Бики преска ми го читала, ама јас не сум слушнал. Прво, Дунавско паробродарско друштво. Овде се наоѓа. Тука веднаш до музеј Вука и Доситеја се наоѓа и музеј на театарска уметност, музеј позоришна уметност во Белград. Инаку Белград е град на култура, така да многу значајно место. Не би навлегувал на една тема, ама видов многу графити и мурали кај што гледам дека Дорчел углавном гробари. А или тој дел го навивачи на партизан, пази. Или тој дел го фати. Да, или па можда таков дел го фативме. А иначе утре овде во Белград се игра големото дерби Звезда Партизан. И тоа е најголемо дерби не само во рамки на Србија, туку во рамки на бивша Југославија, па и во Европа. Бики, добро дојдовте во пицерија Ди Карпузи.
Dobro vas našla. Znači da je živeli. Veki živjeli. Pošto sme na Patkon Italija, da vidime kakva je jedna od najdovoljitih pizza u Beogradu. Pizzeria di Cartusi. Smetamo da dobreći? Pa jeste, dobro. Zdravo, ja sam Dragan. Da, drago mi je. Vi ste Damir, jel tako? Sam se upisivali. Da, ja. Dobrodošli. YouTube kanal Biljadan i Dragan. Iz Makedonije, da. Super, hvala, drago. Nismo još nešto ko zna šta počeli, ali ovako početno nešto. Pa dogovorio sam se sa dečkom da snimam. Odlično. Može, a? Malo. Hvala. Hvala što ste izašli u susret. Nema problema. Nismo imali drugu opciju. Sad malo pre 10 minuta bukvalno su bili krcaci. Da. Tako da... Da. Ne, mi smo malo ranije i došli. Da, super. Bravo, nema. Koju picu pravite sad? Djavo. Djavolo? Ja. Inače, radimo ferment koji se zove sponge. Postoje hidratacija testa i 2 dana, 48 sati odležava. Ajde, uzmi ovo, molim. Reci. Mi inače radimo predferment koji se zove sponge, tako je, prevodu sunđer, više upija vodu, tako da radimo hidrataciju testa 80%, 48 sati odležava. Tek nakon 48 sati ga koristimo. Tako je. Tako da je lagana za stomak, nema da teško padne. Pizza je bila odlična. To. Hvala, drago mi je. Peče se na 480 stepeni, 90 sekundi na vulkanskom kamenu. Sad je momentalno 480 stepeni. Tako je. Da. Koji kamen? Vulkanski kamen. Vulkanski kamen. Prevodu Biscotto di Sorrento na italijanskom. Kamen koji ne može da se pregreje. Na šta se greje ovo? Na struju. Postoji putnik protiv na struju, Da, su jaki grejači. 90 sekundi. Ako je 88, nije problem. Da. Ja sam radio u pizzeriji, ali to je bilo 1989. Svaka čast. Pre... Davno. Radio sam samo 2-3 mjeseca. Dobro. I baš sam bio ovo što rade sad dečki. Ja se obožavam pizzu i zato sam ih hteo da... Drago mi je, hvala. Hvala puno. Hvala što ste nam došli. Hvala što ste nam došli. Mislim što idemo u neki klasični restoran, ali nisam mogao preko interneta da rezervišem. Pa da, ne radimo rezacije, radili smo u početku rezacije, ali to je bila zabuna, opšti kaos i manji smo lokalčić, pa smo rešili da ne radimo rezacije. Da vidite kako su rubovi kupnosti, lagani. Da vidimo presek ruba kakav je. Da vidite. Hvala vama. Neki na zdravije neka te. Hvala. Bravo. Još jedno parče, ajde. Čekaj da odogi žvakama. Prvi vlažitar. Svaka čast. Kako da ti se stori? Thank you. Благодарим. Neki ne mogu više. Znači, čovjeko ti ne nude šeturi gratis, ama ne. Ne možem praviti. Излегохме на Книж Михайлова. Kasa. A ti si nažalost drugom verna i čitaš samo kako se piše, al nešto još treba da znaš, on te voli duše, ja te volim više. Viki, odmaraš? Da, Majhno vreme na Skadarlija. ajde. I ovo snimaš i... Atmosfera na večer na Skadarlija. Da, ovo je ugovor, snimi ga ova gore.
Се свира. Evo ga. Toma Draković. Уште се пее. Весело е. Ова мора да е кафаната. Има шешир. Ова е Три три шешира? шешира има. Па има и не три шешира. Да. Да, еве. Тука сме утре. Да. Беки шетне по Скадарлија на вечер. Да. Баш пријатно и убаво. И романтично. Музики свират на сите страни. О, се дрекат секде. Весели луѓе, Да. боеми. Ден 2 во Белград. Рано се баре 9 сат. А во Белград скали многу колку сакаш. Почнуваме со едно качување нагоре. Шур? Моментално сум поред школата средна електротехника Никола Тесла. Никола Тесла, да. Тука ни Инаку- стана одма. Да. Ќе ги посетиме и Стари двор, Народна скупштина. И денеска ќе одиме да го видиме, тука е Пионерски парк. После ќе одиме во Ташмајдански парк. И ќе одиме до храм на Свети Сава. Се наоѓаме пред зградата на Стариот двор. Подигната 1882 година архитект Александар Бугарски, а овој споменик на културата е заштитен со закон. А сега сме од предната страна на Стариот двор. Она што ние го знаеме, што го гледаме на телевизија, кога српските спортисти ќе освојат високи спортски награди, кошаркари, Новак Џоковиќ, ватерполо и така натаму, дека доаѓаат тука и на онаа тераса, таму од одгора и мафтат на публиката. Тоа е триумфот. Да. Тоа го знаеме. Сега е овде затворено, не знам зошто и дали е секогаш така, меѓутоа не можеме да отидеме поблиску таму. Значи, од Каршинас, Стари двор, била кралска резиденција во 19 век, а денес е седиште на градските власти, а ова пред нас е Скупштина на Република Србија, Народна скупштина на Република Србија, односно центар на политиката. Ово е булевар Кралја Александра, а порано беше булевар Револуција. Па ми се чини, не сум сигурна. Ама ми се чини. Билјана и Драган, булевар Револуција. Да. Како викаш овој Бранислав Лечич, Бранислав ја глумицата Лечич. не знам како се викаш. Сега се наоѓаме пред црквата Свети Марко, црква Светог Марка. Или од песната на Бора Чорба, свануло е изнад црква Светог Марка, по тоа го знам, а сега еве дојдов тука. Ова место изгледа како да си во некој стар византиски филм. Импресивна градба, многу голема, една од најголемите цркви на Балканот. Убаво. А веднаш се наоѓа покрај Ташмајданскиот парк. Од оваа страна, парк Ташмајдан. Време за утринско кафе. Да. Местото се вика местото на Свети Марко или Сент Маркс Плейс. Да се наоѓа веднаш покрај црквата. Позади нас Ташмајдан парк. Црквата Свети Марко позади нас. А ние овде сега ќе се приме во утринско кафе. И јас носа да се снимам. Снимај се и ти. Овој Драган само снима таму некои објекти. Кажи за А таш. се. Кај е таш?
Ова е Таш. Сега сме на Ташу. На Ташу, да. Тука баја, да. Држи се најдобрите концерти во својата младост. Па да е киша, а он ја пева. Много паркче, не знаеш дека тука баш до Свети Марко е одма. Љубови! Ајме од се вака Сега да да се... прочитам. Ајде, читај. Простор Ташмајданскog парка служија и за изложби скулптуре, после коих су се многи и задржали у njemu. О, шта причаш? Ма не, Мајке ми. мајки ти. Ја, страва, Ево sad ćemo da vidimo neke. страва. Сада име тоа неки збор. Нови жаргони. А доколку сте во Белград, црква Светог Марка е она нешто што мора да се види и Ташмајдански парк, се разбира. А така, Билјана? Тако е. Билјана, иде да вежбаш малце. Непознати појам за мен. А на нашиот пат од Ташмајдан кон храмот Свети Сава поминавме покрај музеот Никола Тесла. Може да се забележи голем број на луѓе кои чекаат да влезат и сигурно е дека внатре има што да се види, но тоа овој пат не беше на нашата агенда. Ресторант Три шешира се наоѓа во Скадарлија. Инаку е еден од најстарите ресторани во Белград, што се уште работат. Направен 1864 година. И е приказна за себе. Како што реков, се наоѓа на Скадарлија, боемско место каде што има многу кафани, каде што има многу добри забави на вечер. Може сликаш или Снимам. снимаш? У очи треба. Во очи треба да ме гледаш, кад се куцаш со мене. Дунјава че нарече. Да. А, убаво. Че да мириснам. Што да? Ова има. Малте да ги тајме овие телефони. Да. Се смачи. Имам трему, господине. Имаш трема? Да, трему от камери имам. Живи, пријатно. Ама не, Имам трему. а ти го снимаш ли? Да снимам. Ајде се. Мешана салата. Ајде, доста. Стигла даска. Да, стигла даска. Ја, многу е. Ми е баш тако многу. Да. Тако сам изваден. Опа. Тако сам изваден. Ајде, ние Колку има ту грама или кила меса за двое? 6 грама. Мога да ти питам нешто?
Кажеш нешто за кафани, за кафану теше. Не знаеш. ја нисам. Ево, Те си ја Нисам од дадам. овие пичајце. Добро, овај, ево што чаш. Београđan највише пио? Кој е пио? Јеле. Јелен. Може Јелен, Јелен. Хвала. Сега да снимаме. Ја, брат. Знаев дека даска за 20 ќе не биде многу. Чека ќе идеме на крај. Може ќе идеме? Не, може да се заиме за дома. Да, што да. Ако е даска за 20-та, тогаш ја не сум цел. Вики, денес направивме Богам еден добар круг од Сабајле, Да, и сега кој се 6-7 километри. И сега најадовме. излегувано од шишира се најадовме. И за дома. Дури и не спакува За понети. за понети. Така викат. Да. Ама, колку плативме? 50 евро? Па 6.000 динара, И нешто, околу 50 60 евра, евро, да? да. ама се најадовме има и за вечера и па за можда и доручак. утре за доручак. Леле, колку се јаде овде. Колку се обилни порциите, сите што ги видовме, после дојдоа и други луѓе. И ние кога Да. почнавме беше малку празничок ресторанот, меѓутоа после почна да Сега за ручек има доста. ручек да меѓу Нова газви се гледа. и сите Да, порции се големи. И многу беше вкусно место. Беше шира препорака за секого. Ветер дува, растура. Да, ветер дуваше малку само интересно па беше. Еве на едно девојче окрена фустана. Скадарлија. Скадарлија. Познаjem те по кораку. Доđi, доđi. Сакаш ли да кажеш нешто? Не. Ако чекай цела да се видам. Ѓуре Јакшиć. Да, Ѓуро, Ѓуро. Веќе тука сум. Го издрецка бебе това. Фустано што Да, се бе. крена. Кај е за возење ова Ова колечка? калдерман е за така, за возење количка.
Се надевам дека добро се слушам на Окудува. Минатата година, но не толку одамна, пред едно 5-6 месеци бев овде. Ова е Белград на вода и ова не беше толку оградено. Белград на вода се гради со молневита брзина. Как се водозиме? Еве успеавме да стигнеме до Сава. Позади мене Белград на вода. Убав кеј. Сава променада покрај Сава. Шеталиште. И ова место покрај Сава е навистина бавина. Нели Бики? А малку подоле позади нас нема ни 1 километар. Сава се влева во Дунав. Ке гледаме да појдеме и до таму. Сега? Тоа е едно, па не сега. Сега, денес. Кога ден? Многу дува ветер, се надевам дека ќе биде добра снимката. Пред мене се наоѓа Бранков мост и понатаму Белград на вода, лево од мене е горе Кнез Михајлова, центар на Белград. Позади мене е Калемегдан, значи се наоѓаме покрај Сава. Многу близко до центарот и до Калемегдан. А позади мене што го гледате, ова е речен крузер. И тоа е еден интересен факт, значи во секој град од поголемите градови во светот можете да дојдете со кола, можете да дојдете со воз, со автобус и со авион се разбира, а во Белград можете да дојдете и на вода. Значи Белград е еден од тие градови кој е пристапен по речен пат и тоа големи крузери, речни крузери по реката Дунав. Се спојува од Северно море во Германија, па може да се излезе на Црно море во Бугарија и Романија по овој речен пат. Пристапен Белград со речни крузери. Thank you very much. Борим се за тоа. Значи борим се за живот. Јас седам во жена пред мене. Ке рече чека, а ја марам. Што се таде одиме? Сега се наоѓаме кај споменикот Победник, а после ќе одиме на Видиковецот кај што се гледа каде Сава го љуби Дунав. Калемегдан е сведок на историјата, голема историја во Белград. Ова е место каде што се среќава Австро-Унгарија и Отоманското царство, а и пред тоа многу други царства. Во историјата Калемегдан бил место каде што се одвивале многу битки, а денеска е место за забава. I onda, znaš, ja sam ti tu bio potrebno i Галерија средновековна. Pošaljemo uplatnicu, vidjet ćete u stotinu.
Интересно место, парк за деца.